Паќа Вален, Авдие, офтото април, Аменге, Саеро Менге, таро цело свето, си амаро баро диве. Авдисутне дивесте, амаре Рома, та не признаеме сар нација, народо, побаро таро, пинда милионија. Авдие, Амен, шај ти клеова, бизи дар, баши амаро дживдипе, те вакера, Амен си ам Рома. Амен си ам мануша, кола си миролюбиво, кола соман гена пошу жокер, пошукар бути, пошукар дживдипе, пошукар тајса. Празниците се измислени од луѓето со цел да ги потсетат на големи настани, кои што ја креираат и одбележуваат историјата на човекот, како единствено суштество на кое што му е подарен разум од мајката природа. Во генетскиот код на нашата врста длабоко е впечатен кодот за постојано движење и постојана социјална корелација. Никогаш не помислив дека во овие свечени мигови ќе морам на најнаматскиот народ во светот да му кажам бешен кере. Во превод, останете дома. Всушност, една од главните одлуки на првиот конгрес одржан во Лондон од 8 до 12 април, сега веќе далечната 1974 година, беше одлуката Джелем Джелем, најпознатата ромска песна, да биде избрана за наша химна. Замислете каква иронија. На луѓето на кои што Джелем Джелем или Одам Одам им е модус вивенди, да им кажете останете дома, не одете никаде. Во куси црти да се подсетиме на одлуките на првиот конгрес, на кој што се собраа делегати од 14 земји. Покрај химната представено и ромското знаме. Не случајно, долниот дел од знамето е зелен, символизирајќи ја земјата по која што одиме, слободно. А горниот дел е син, символизирајќи го слободното сино небо. Во средината е црвеното тркало, кој што го символизира нашиот вечен порив за постојано движење. На четвртиот конгрес, одржан во Полска, во 1990 година, донесена е одлука 8 април да се прогласи за официјален празник на ромите. Многу одамна, ние македонските роми во Република Северна Македонија ја најдовме својата конечна одредница. Признаени како апсолутно рамноправен народ во земјата која во овие неспокојни времиња, предводена од респектабилното и максимално одговорно раководство, ги постигна најголемите успеси во својата историја. НАТО повеќе не е далечен сон, туку реалност. Одлуката за почеток на преговори за членство во Европската Унија е донесена и потврдена. Меѓутоа, ова не е време за пароли и само задоволства. Ова е време за сериозни одлуки кои што ги носат сериозни луѓе. Голема чест и привилегија е што јас како ром сум составен дел на оваа влада. Ве уверувам дека максимално се залагам во овие тешки времиња да им го лесниме животот на сите луѓе, а јас лично особено на ромското население. Ние сме млада држава со ограничени ресурси. Меѓутоа правиме максимални напори овој кошмар да заврши што поскоро. На крај, дозволете ми во овие празнични мигови, како татко, сопруг, син и внук, а не само како министер во владата на Република Северна Македонија, уште еднаш да ве замолам, останете дома. Пешен кере, овен са сте, тај бахтале.